Со представата 12 на МНТ во Прилеп се отвори 59-тото издание на МТФ Војдан Чернодрински. Годинава наградите за животно дело ги добија актерите Снежана Коневска-Руси, Гоце Тодоровски и Сонја Михајлова. Истакнаа што значи фестивалот за Македонија, но упатија и совети и мали критики до помладите колеги. За мене овој фестивал е пред се празник и вреднување на театарската уметност и влогот во театарската уметност на театарските уметници, како дел од културниот идентитет на Македонија. Сите велат што совети даваш, Снежка, а јас кажувам, јас не го слушав советот ни на мојот татко, што значи секој прави она што сака. Снежка сакаше и едно, и друго, и трето, тато сакаше право, Снежка отиде криво. И веројатно тоа е најмногу што сакаш, да си на сцена. Да се дадат целосно, а не изигре улогата и оди си дома или оди у кафичи или ваму таму. Јас после представа пола сат сум останувал во гримјорна да се вратам на себе си, што бев излезен од самиот себе играјќи улогата. Улогата уствари бев јас. Фестивалот го отвори министерот за култура Зоран Љутков, кој што рече дека Војдан Чернодрински е нашиот најзначаен театарски фестивал. И истиот требало да се врати како во времето пред 20 години. На времето фестивалот Војдан Чернодрински беше и празник. Сите театри во Македонија беа буквално затворени во тој период и беа преселени овдека во Прилеп и Прилеп живееше во духот на театарот. Годинава ќе има 9 представи во официјалната конкуренција и 5 во програмата, а ќе има и повеќе пропратни активности. Сакам да ја поздравам новата програма Драмолетање. Имаме детска зона, моето најсакано место за време на фестивалот. Го имаме Прилеп во фокус, односно музеот во движење, за мене најубавата активност на овој фестивал. Прилепската публика е желна за театар. Мислам дека и Прилеп надвор од Македонија го препознаваат по театарскиот фестивал. Реално му треба нов театар на градот, за да може да сите тие таленти да имаат свое место, за да можат да се промовираат на некој начин. Но дали и кога Прилеп ќе добие нов театар и дали ќе се реновира и стариот, засега нема конкретен одговор. За Сител Дарко Штарговски.